Почитувани, ви благодарам што сте овде и заедно ќе се бориме против предизвикот на денешницата, а тоа е борбата против менталните заболувања. Ова е темата која што долго време ја провлекував и одовлекував, или како што имам да умеам да кажам во некој видеата, ја се проксимирав. Не сакав да ја третирам и да говорам за неа, затоа што кај мене се будат тригери. А тоа е она што го велат во психотерапијата трансфер и контратрансфер, кога самиот психотерапевт се наоѓа соочен со нови искуства и покрај тоа што има животно и возрастно искуство, па и професионално, сепак не може да се избори со она што се нарекува процес на тагување. Во моментот кога губиме драги личности кои што се многу помлади од нас и кои што толку многу ни недостасуваат, процесот на тагување е неминовност и тој мора да помине низ повеќе фази од причина да знаеме дека здраво сме оттагувале. Грешат оние што велат дека постои временска рамка кога ќе се заборави тагата и кога ќе престане да се тагува. Со тоа и таа теорија јас воопшто не се согласувам, и бројните литературни списанија кои што ги имам прелистано и од древната историска поставеност на човечката психологија, до ден денес се говори дека тагувањето и за секогаш ќе остане дел од нас, додека постоиме, ќе го влечкаме со нас. Во една прилика кога не можев ни јас како клиент во психотерапија на супервизија да се соочам со она што мене ми се случува по загубата на мојот млад брат, верувам дека многумина ќе кажат како сама на себе не си можела да си помогнеш. Тоа ти е исто како да кажеш на хирург сам да си прави комплицирана операција и при тоа да биде анестезиран. Во тој момент сакав да ви посочам дека и да ја поздравам во оваа прилика мојата прекрасна професорка Дијана Белевска, професор доктор и психолог, која што се најде во ситуација да ме води низ процесот на тагување. Огромно и благодарам. Ова што денеска сум во овај ментален склоп е благодарение на неа. Ги поздравам сите психотерапевти кои што се психотерапевти за болка, да успешно имаат прилика да ги водат своите клиенти низ процес. Верувајте ми, тоа е најтешката работа која доживуваме и не може да се соочиме, да не се соочиме со трансфер и контратрансфер, како што го велиме ние тоа во психотерапија, бидејќи емпатичноста кај психотерапевтот не е само на едно когнитивно бихевиорално ниво, туку е спреци и на емоционално ниво. Можеби когнитивно, односно рационално ќе бидеме емпатични, ќе ги разбереме другите нас против нас, но многу е потешко емоционално да се воздржиме од нивната реакција. Во таков процес на психотерапија дојде и мојата клиентка, само да кажам дека процесот на тагување не е исто што и тага. Процесот на тагување, меланхолија и недостасување на личноста која што физички не е веќе со нас е комплициран и е дел од нашиот живот. Тагата како приморна емоција е нешто друго, процесот на тагување е она што останува за секогаш во нас. Бидејќи процесот на тагување е поделен по фази според некои научници. Првата фаза е првичниот шок, па гнев, преговарање, депресија, прифаќање. Во фазата на преговарање присуствуваше мојата клиентка која што освен медикаментски средства, односно фармакотерапија, се обиде да побара и ваков вид на помош. На психотерапија мојата клиентка правеше руминација и рационализација. Таа се пазареше самата со себе во смисла на тоа дека сака да ја препознае суштината на филозофијата на постоењето на човечкиот род и зошто е таа поставеност на живот и смрт, дуализам таква каква што е. Во себе си наоѓаше вина, се прашуваше и себе си, се обидуваше да ги исцрпи сите можности и дека доколку било така не би се случило тоа така, и си ја бараше вината во себе ирационално, илузионистички поставувајќи се, обидувајќи се да воспостави контрола на животот и смртта. На моето прашање дали ние воопшто нешто знаеме за животот и смртта, таа кажа дека сме учеле низ учебници, дека низ животно искуство.
Јас сум поборник на оние кои што сметаат дека воопшто ништо не знаеме за животот и смртта. 60% од луѓето кои што поминуваат низ процесот на тагување имаат големи интересни, бизарни, духовни и не знам какви искуства. Тие велат дека постојано сонуваат. На прашањето во психотерапија на моите клиенти во вакви случаи кога се во процес на тагување им одговарам дека мозокот си има своји центри во споставува рамнотежа, се обидува да мотивира и се обидува да го спрема човекот кој што е жив во понатамошен животен процес да продолжи. Мозокот е најсовршениот 1 килограм маса кој што е на универзумот и тој ќе пронајде начин на вистина тие што се живи да преживеат, но не и да заборават. Многу ми е жал што кај нас во Македонија се случува да ако после 6 месеци самиот клиент не успее да излезе од фазата на депресија, односно по преговарањето не излезе од фаза на депресија и не ја прифати фактичката состојба дека некој навистина физички не е присутен овде, го сместуваат во патолошко тагување. Таква е Американската асоциација која донесе конечно одлука со која што се дефинира дека ако низ процесот на тагување не сте пребродиле за 6 месеци и не сте функционални во системот, во општествениот систем, значи дека ќе бидете прогласени за патолошки неуспешни, односно имате патолошко тагување. Сакам да кажам дека веднаш потоа применуваат на силна фармакотерапија, со кое што не се овозможува природниот процес на тагување. Што е битно и значајно за ова работа? За процесот на тагување е најзначајно да се поминат сите фази од процесот на тагување со помош на психотерапевт да се констатира во која фаза сте заглавени и со помош и подршка и вистинска насока да се извлече клиентот од таа заглавеност, па која може да доведе до навистина до патологија. Што помага и како може да се извлечем во сите поодделни фази преку разговори, психотерапија и подготовка на мозокот за надминување на патологија, која што може да предизвика и панични напади, може да предизвика понатаму во текот на животот и тешки депресии, за да се надминат сите тие работи, да имаме добро сеќавање на сите оние што заминале пред време од овој свет, да научиме како да останат за секогаш со нас и да живееме заедно со нив, иако физички не се присутни, ќе говорам и во следните видеа.